Подароци во вредност до 50 евра ќе можат да примаат вработените во јавниот сектор, без да се сметаат за мито. Со измените во предлог законот за вработени во јавен сектор се зголемува сумата што можат да добијат административците. Во законот пишува дека вработените не смеат да бараат, ниту примаат подароци поврзани со нивната работа, со исклучок на протоколарни и повремени подароци од пониска вредност. За подароци со пониска вредност се сметаат оние кои не ја надминуваат сумата од 3000 денари, или подароци добиени од иста личност, чија вкупна вредност не надминува 4000 денари годишно. Досега за подарок со пониска вредност се сметаше до 1000 денари. Сепак во законот е наведено дека вработените се должни да ги предупредат дарителите на протоколарни подароци или подароци со пониска вредност, дека истите стануваат сопственост на институцијата, откако претходно ќе се внесаат во евиденцијата на подароци. Предлог законот е со европско знаменце и ќе се најде на собраниска седница крајот на овој месец. Инаку на денот на државните службеници, првиот човек на ова министерство порача дека администрацијата мора да биде компетентна и ефикасна, а за тоа веќе се почнати реформи. Без интегритет кај службениците нема доверба кај граѓаните. Без ефикасност нема економски развој. Без модерна, отчетна и департизирана администрација нема ЕУ интеграција. Ова министерство ќе биде носител на реформите, ќе бидеме двигатели, бидејќи нашата заложба е транспарентна, нашата борба е честна, нашата цел е јасна. Затоа нема да запреме, се додека секој јавен службеник не биде третиран достоинствено, се додека системот не ги препозна заслугите наместо партиските книшки. Кога се зборува за јавен сектор, се мисли и на здравство, образование, полиција, противпожарни екипи, а не само на шалтерски работници. Сите тие имаат исти барања, повисоки плати и подобри услови за работа, вели синдикалниот лидер на јавниот сектор. Тоа се сите јавни служби, оние луѓе што сите знаеме да ги критикуваме, да велиме дека идат на работа, земаат плата, не работат ништо, меѓутоа треба да знаеме дека без јавните служби, без оние луѓе што ни помагаат на сите, без здравство, без образование, без администрација не може да постои ниту една држава во Европа, па камоли во светот. Она што се надеваат работниците е нормално поголеми плати, поголеми примања и начин како да се преживее месецот. Имавме некои подвижувања во напредна линија во одредени делови јавниот сектор, меѓутоа ќе можам да зборам за онаа каде што немаме, тоа јавната администрација, значи државните службеници, правосудството. Сектор работат 128.000 лица. Во некои сектори се испочитувани колективните договори, со кои имаат зголемување на платите и додатоците на плати, но кај дел се уште не се. Дејановски очекува во целост исполнување на она што е договорено, затоа што, како што вели 80% од вработените во јавниот сектор се уште земаат подпросечната плата. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.